Господине Наков, во теке седница на која се разгледува точката за разрешување на актуелниот јавен обвинител Марко Зврлевски, во се повеќе се зборува во јавноста околу неговиот наследник. Каков според вас треба да биде идниот државен јавен обвинител, ако веќе ги знаеме критиките упатени кон Зврлевски, особено оние етикети дека беше партиски послушник, дека најмногу ја вршеше работата по директива, практично кажано, на владеачката гарнитура? Сметам дека идниот јавен обвинител на Република Македонија треба да биде човек безкомпромисен во борбата против криминалот кој што се случи во Македонија во последната деценија и повеќе. Ова го велам од причини што јавно-обвинителската функција на републичкиот јавен обвинител, позицијата што ја зазема, е функција од специфичен, да не речем посебен вид, која произлегува и од самата дефиниција во Уставот, дека тоа е самостоен и посебен самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривичните дела, меѓутоа врши и други работи утврдени со закон. Со тоа сакам да укажам дека тој не припаѓа на ниедна од властите, мора да е безкомпромисен борец, политички апсолутно независен. Борбата со криминалот е тешка работа, тешка задача и затоа гледам човек со искуство, авторитет, со интегритет во средината во која живее и работи. Некако милувам да кажам дека сепак најсоодветно е таквата личност да произлегува од фелата, односно обвинителската фела, каде што, за жал, морам да укажам на тоа, во последните години беше запоставена работата во поглед на градењето на соодветен кадар, кој што кадар мора да има одреден период на работа во обвинителството со искуство неопходно потребно, кое што го бара и самиот закон за јавно обвинителство. Знаеме дека се формираше специјално јавно обвинителство во контекст на претходното мое прашање, бидејќи имаше низа критики кон работата на републичкото обвинителство. Како да се превенира ситуација да дојде повторно една потреба за формирање паралелно уште едно обвинителство, со идниот кој ќе биде избран јавен обвинител? Ни случајно не треба да се доведеме во ситуација да го компарираме формирањето на специјалното јавно обвинителство со некое друго ново јавно обвинителство, од причина што неработењето на редовното јавно обвинителство нужно доведе до потребата од формирањето на специјалното јавно обвинителство, кое што не е новина кај нас во Република Македонија, постои многу одамна. Јас милувам да кажам уште од времето на аферата Watergate во Америка, а го има и во секој од нашето обкружување во соседите. Така, меѓутоа, прашањето ми е во насока на она дека изборот на новиот обвинител, ако досега нема условно кажано партиски етикети, да речеме, многу е лесно понатаму во текот на работата да се определи кон една или друга политичка партија или гарнитура. Како може да се превенира тоа да биде работата на обвинителството апсолутно независна, апсолутно професионална, дали се потребни можеби некои законски измени или во друга насока? Лично сметам дека не се потребни никакви законски измени во поглед на изборот и поставеноста на јавното обвинителство согласно Уставот, Законот за јавното обвинителство, од причини што дадени се точни, јасни овластувања на републичкиот јавен обвинител. Во прашање личноста, во прашање интегритетот на личноста, колку таа самата се доведува во ситуација да биде послушник, како што и вие сами нагласивте, се става на терет на досегашниот јавен обвинител, меѓутоа јас ќе речем и на сите негови претходници. Така, кои се одоколу само на сосема накусно да ги кажете можеби условите кои треба да ги исполнува кандидатот за
јавен обвинител? Ќе повторам, тоа може да биде личност со свое его, со свое ја, безкомпромисен во борбата против криминалот, личност која не смее да трпи влијание од било која политичка партија или провинцијенција, меѓутоа личност стручна и да произлегува од јавно-обвинителската фела, бидејќи сепак јавно-обвинителската функција е специфична функција, функција која не може да се обавува доколку ќе си дозволам да речам не произлегува од самата организација. Јавен обвинител не се ствара преку ноќ. Јавно-обвинителската работа е специфична работа, тешка задача, работа која иде контра криминалот, организираниот криминал и да не речам мора да биде свесен за моментот во кој ќе се врши изборот. Ова може да се потврди дека Зврливски е еден од тие на кој пред време му се прекинува мандатот, токму поради тие причини, затоа што беше на еден начин добар послушник на власта и на еден начин самиот се доведе во една таква ситуација. Се гледате ли вие начелната позиција на основното јавно обвинителство? Јас да бидам скромен како и што сум во животот, јас ќе конкурирам, а дали ќе бидам избран или не, оставам други да отлучат за тоа.